Јавните предпријатија поединечно ќе ги повикаат граѓаните за отпис на каматите. Дали списоците се изготвени, по кој редослед и од кога граѓаните ќе бидат повикани? Списоците ние веќе ги имаме на утужените граѓани и ќе отпочнеме од кога ќе го добиеме списокот да ги повикуваме граѓаните преку нашата веб страна, а исто така со носење на белешките ќе бидат сите повикани граѓани да се го измерат долгот. Списоците ќе се изготват, тие се во тек, чекаме детални насоки од централно ниво, да видиме со какви детали ќе дадат насоки. Повикувањето ќе ги каниме граѓаните прилично со писмена достава, со покана. Во меѓувреме, јавните предпријатија треба да изготват и пресметки за колку точно пари станува збор од отпишаните камати, бидејќи нив дополнително државата ќе треба да ги ослободи од данок од овие пари. Индивидуално секој граѓанин кој ќе дојде и ќе посака да долгот спрема каматата да биде отпишан, а онај основен долг да си го плаќа на 12 рати, ќе биде пресметувано и на крајот ќе видиме до која сума на отпишување на камата ќе стигнеме. Финансиски не, бидејќи чекаме, како што кажат, и детали да видиме што и како, со кој месец ќе има пресек, кој период ќе биде офатен, така да лесно е тоа, електронски имаме целата база. Од друга страна, за оваа мерка што е содржана во последната владина помош, се подготвува и државата. Законското решение се спрема, граѓаните навремено ќе бидат информирани, ќе имат доволно време. Тоа кажав и еднаш претходно дека ќе се прави во период од 5 месеци. Граѓаните поединечно ќе бидат повикани со распоред кога можат да отидат во комунални јавните предпријатија. Условот е 3 месеци. Јас во 2 прилики веќе кажав дека зборуваме за долгови кои што настанале до ноември 2020 година.